Денес пред нас имаме едно сведоштво. Сведоштво на најраните Христови следбеници, апостолите, сведоштво во кое што тие нас ни укажуваат за тоа каков момент имаат тие со Исус среде невреме. Читајќи го овој текст пред неколку дена, имајќи на ум дека ние во оваа држава влегуваме од едно невреме во друго невреме, прво го имаме легендарното невреме наречено транзиција, кое што трае 30 години. Кога започна таа транзиција, јас бев уште во основно училиште, еве сега сум малце постар, после 30 години, и се уште сме во такво некакво невреме, во неизвестности, екзистенцијални неизвестности. На тоа наше македонско легендарно невреме, транзицијско невреме, се придодаде и ова корона невреме, ова корона бура, која што уште повеќе ни ги искомплицира работите, кај што не знаевме што со транзицијава, па сега уште коронава не зароби дома и имаме реперкусии на повеќе нешта. И како да се овие две големи невремења малку, за мене и за тебе, сите ние, и убеден сум во тоа, затоа што разговарам со мои пријатели, разговарам со луѓето од Евангелска црква Солкрев, на кој што сум пастор, на сето тоа се придодадува и наши лични бури, наши лични невремења. И го читам текстов, го читам ова кое што ни го оставиле како сведоштво апостолите, и си реков, сакам да научам, сакам да видам има ли нешто да се научи од луѓе кои што биле во невреме, тие биле во реално, во климатско невреме, ние сме во поинакво, но не сметам дека сме во помалку тешко. Има ли нешто кое што тие ни го оставили, кое што за мене за тебе може да значи чекор напред, или дополнителен, како да кажам, доза на енергија за да можеме да ги пребродиме нашите невремења. Зошто тие всушност го запишале ова невреме и што тие сакаат да ни принесат во однос на нивната интеракција со Исус среде таквото невреме. Ова конкретно сведоштво за кое што сакам да ви зборувам се наоѓа во Евангелието според Матеј. Ако се прашувате што е Евангелие, тоа е всушност биографија на Исус според Матеј, кој што се наоѓа, значи, на почетокот на Новиот Завет, тоа е првата книга од Новиот Завет, 14-та глава, од 22 до 33 стих. Ќе читаме во помали делови и ќе размислуваме заедно, ќе размислуваме гласно, ќе видиме зошто реално учениците ни го оставија ова сведоштво и на кој начин ние преку ова сведоштво, јас верувам оваа отворена врата, ако веруваме, можеме да направиме чекор 2 во уште поголема близина со Бог и уште поголема дорева во Бога. И од друга страна, ако можеби некој од нас се симпатизери или можеби едноставно денеска се со нас на еден ваков начин онлайн, ќе добиете конкретна идеја што да направите за да вие се доближите чекор 2 поблиску до Бога. 22 стих, значи 14 глава од Евангелието според Матеј, 22 стих вели вака: и веднаш ги повика Исус учениците своји, веднаш после едно големо чудо што се случи, запишано тука во овие претходни стихови, во овие претходен параграф, и веднаш откако Исус нахрани 5000 луѓе, ги повика Исус учениците своји да влезат во кораб и да минат на другата страна пред него, додека тој да го распушти народот. Значи Исус ги испраќа учениците и им дава задача тие да поминат преку езерото, од другата страна додека тој го распушта народот. Па штом го распушти народот, тој се искачи на планината за да се помоли насамо. И таа вечер остана таму сам. Многу честа пракса е за Исус, наместо да подлегне на нешто што сите ние подлегнуваме, значи као на live the moment или употреби, максимизира ги вакви моменти на масовност, на пиар, на што иде, значи наместо тоа Исус се повлекува целосно, затоа што за Исус најважно нешто за Исус беше всушност неговото заедништво со неговиот татко. И тој се повлекува после еден ваков голем настан, после едно вакво големо чудо, кога би бил политичар, би капитализирал, тој се повлекува на страна и всушност проведува време таму со својот татко. Многу често, не само тука, на повеќе места и запишано ке повеќето од овие 4 биографии, Евангелија, Исус е таков на само. А коработ беше веќе на сред море и брановите го удира, зашто ветрот дуваше спротивно.
Ја не сум некој морепловец, морам да признам, за мене морепловството било да отидеме на Охрид, да земеме некој да земеме кајче, или дали да не вода со кајче, или да земеме педалина, и некакви гуменјаци, ама еднаш, два пати, три пати со брат ми сме имале поинтересни ситуации во кои што гуменјак, да кажеме, заради ветрот едноставно не може да се врати назад, па мора да веслаш, мора плюс напор, сериозен плюс напор да дадеш и си викаш леле добро што не се поголеми брановите. Значи, ова е многу посериозна бура, ова е невреме во кое што учениците се на сред езеро, Исус ги испратил, тие се на сред езеро и однешка случува нешто што за нив значи можеби крајот на животот. И можеби сме имале такви ситуации. Значи, ја не сум имал ситуација таква на море или на океан, сум имал такви барем 2-3 ситуации во авион, кога имало толку јаки турбуленции да сум помислил дека ова е крајот на мојот живот. Се сеќавам еднаш кога се враќав од странство, авионот над Скопје, еден круг, два круга, три круга, и одеднаш пилотот има брилјантна идеја и вика ветрот само што се стиши на сама граница, ќе пробаме да се спуштиме. И ако ветрот е неповолен долу на спуштање, ние веднаш ќе одигнеме авионот. Одеднаш рок концерт во авионот, сите вриштат, брате се назад, и сите тие наши македонски повици кон пилотот, среќа се слета, ама значи тоа било најблиско кога си викаш, нешто, значи можеби мојот живот трае уште 15 минути или уште пола сат. Ветрот дува од спротива. Некаде на четврта стража значи рано сабаре 3 до 6 отприлика часот наутро, дојде Исус кај нив одејќи по морето. Значи Исус оди по морето, да кажем само дека море во тоа време значи на старогрчки значи и море и езеро, значи ова е реално, ова се случува на едно езеро, кое што не ни е тука именувано, можеме да претпоставиме на кое езеро било. Исус оди и доаѓа до учениците одејќи по вода. И ќе ви излажам ако ви речам, да, ја го читам ова и веднаш ми е јасно, значи многу пати сум се прашал што значи, како тоа може човек да оди по вода. Се сеќам кога бевме деца, имаше еден филм, се викаше Ремо, во тоа време на српски ги кажувавме насловите, Ремо ненаоружан и опасен, и Ремо одеше по вода, и јас со моите другари тука од Карпош од Дебар Мало, одевме на базен Карпош и се обидувавме како Ремо да одиме по вода. И некој праеше еден чекор, некој праја 2 чекора залетани во голем базен Карпош, на еден другар му признавме 2,5 чекори, друг другар не излажа дека негов другар на другар поодел 5-6 чекори, ама реално никој од нас не одеше по вода. Значи, кога читам ова, мене ми е фасинантно и јас би сакал да бидам не во бродот за време на оваа бура, зашто бура не си посакувам, морам да бидам искрен, ама би сакал да знам вака оддалеку да зирнам и да видам како Исус оди по вода. Ова всушност, од ова сакам да кажам, сакам да посочам две работи. Тоа е, многу често ние си викаме, кој може да оди по вода? Еве, ја не одам, никој кој што ние не знаеме, значи никој кој што ние знаеме не може да оди по вода. Затоа заклучок Исус не може да оди по вода, тоа е лош, погрешен заклучок, затоа што тогаш ја лично се земам како мерило за секакво искуство и за она што е можно и неможно. И реално има работи кои што ти можеш да ги направиш заради твое образование, заради твоја, не знам, способност, физичка способност или каква и да е друга способност, кои што јас не можам да ги направам. И фактот дека ја не можам да ги направам не може тебе да те ограничи и да те смали во една верзија која што едноставно не си ти. Така да во овој случај учениците можеби подрастично дознаваат после ова чудо претходно опишано, почнуваат помалку барем да разбираат дека во Исус на кој што тие му се обраќаат како учител и кој што го слушаат и кој што гледаат дека прави чуда, одеднаш значи прави нешто кој што тие веројатно немаат ни категорија, односно освен да ни запишат дека Исус дојде до коработ одејќи по море. 26 стих вели, а учениците штом го видоа како оди по море се уплашија и рекоа ова е привидение, значи ова е некој дух, ова е нешто страшно и од страв извикаа. Но Исус веднаш почна да зборува со нив и им рече: не бојте се. Јас сум. Не плашете се. Не бојте се е една од заповедите Божји, едно од охрабрувањата Божји кои што се најчести во целата Библија. И тоа е така затоа што сме ние исплашено човештво, тоа е затоа што јас на индивидуално ниво или како семејство или како човештво на крајот на криштата
Ние сме толку многу често исплашени што тоа што Бог сака да ни го порача заради тоа што е со нас и до нас и сака да биде со нас во вакви клучни моменти. Прво нешто, не бојте се. Значи, не ги прашува теологија, не ги прашува кога последен пат, не знам, читале теолошки расправи или не знам што се случувало со нив. Доаѓа и им вика, не бојте се, јас сум. Јас сум гаранција за тоа дека вие не треба да се плашите. А Петар, апостолот кој што секогаш наоѓаше прилика во било каква криза, Петар знаеше што да каже и како некако водата да се сврти на некоја своја воденица. А Петар, одговарајќи му, рече, Господи, ако си ти, заповедај да дојдам кај тебе по водата. Значи, Петар си вика, остај бура, остај невреме, остај ги овие сите околности, јас сакам да пробам, јас сакам да бидам дел од нешто што е фасцинантно. Сакам да го искусам тоа што Исус де факто го искусува со тоа што тој оди по вода, сакам да одам по вода. И оној кој што оди по вода во овој случај, мораме да заприметиме, оној кој што оди по вода е оној кој што му се обраќа на Исус, оној кој што му е пружа раката на Исус, оној кој што е над водата и над бурата. Јас се надевам дека јас и ти ќе добиеме токму таква една желба, еден таков порив. Среде ова голема бура наречена транзиција, среде голема бура наречена корона, среде нашите бури, дека ние среде тие бури ќе најдеме начин да повикаме кон Бог, да повикаме кон Исус и да бараме од Него да бидеме над ситуацијата во која што се наоѓаме. И таман кога си викаме дека тука е хепи ендот, дека тука Петар, сега нели другите апостоли му ракоплеска, текстот продолжува, сведоштвото на Петар продолжува, сведоштвото на апостолите кои што беа на овој брод. Тоа е всушност ова евангелие според Матеј. Тоа се сите овие 4 евангелија. Петар тргнува по водата, но кога го виде силниот ветар и се уплаши, почна да тоне и извика, Господи, спаси ме, почна да тоне. Кога го виде ветрот, кога го виде бранот, кога се свести дека се наоѓа среде бура, почна да тоне. И верувам дека ова е рецепт за твое тонење среде бура. Кога ние среде бура, кога ние среде околности кои што се предизвик за нас, опасни за нас, кога дури можеби станува збор за живот или смрт, кога среде такви околности ние се фокусираме исклучиво на таквите околности, ние тонеме. И верувам дека ние ова го искусивме и во транзиција, во бурата наречена транзиција. Верувам дека ние ова го искусивме во бурата наречена корона, дека кога сме фокусирани само на вестите и на статистиката и на мерките и на Јужна Кореја и на Шведска и на Германија што направила и дали треба да се шеде, значи кога сме ние така фокусирани, ние де факто тонеме. Затоа што ние сме фокусирани само на проблемот, ние едноставно не оставаме на Бога простор да ни помогне и да не извлече од таквата ситуација. Без разлика дали е тонењето првенствено психолошки или можеби станува збор за тонење кој што е здравствено, кој што е од некаква друга причина. Гледајќи го ветрот, тоне и извикува, Господи, спаси ме. И Исус, 31 стих, Исус веднаш извади 58 тома теологија и му рече, Петре, пред да ти помогнам, прочите 58 тома теологија, па после ќе не, значи Исус веднаш му подаде рака, без многу објаснување, му подаде рака, го фати и тоа беше првата реакција. И сакам за ова малку да размислуваме, значи сакам ова да го земеме внатре во нашето срце. И да разбереме дека Бог, кога ние сме во потреба, Бог нас не ни пристапува со тоа што не потсетува колку сме лоши или какви гревови сме направиле или што се случило. Бог, кога сме ние во проблем, доаѓа и сака прво да ни помогне, сака да не земе за рака. И всушност, што е земањето за рака во таа клучна смисла опишано во Евангелијата, ако не Исусовата смрт на крстот. Наместо, значи Исус нас ни кажа како треба да живееме. Исус нас ни даде пример како треба да живееме. Ама наместо тоа да трае цело време и сега да има, не знам, семинари и школи во однос на тоа како ние да се извлечеме, знаејќи дека сме ние во безизлезна ситуација. Бог доаѓа во Исус, во Богот човекот Исус Христос. Значи Бог доаѓа во Исус и ја зима раката на човештвото. Ја зима мојата и твојата рака. И плаќа преку неговата жртва, плаќа за моите гревови. Зошто? Како и во животот, некој мораше да плати за штетата во која што јас и ти ја направивме. Исус доаѓа, Бог доаѓа и умира на крстот и ни вика, оно што треба да го направите е да поверувате дека јас всушност умрев за вас, дека не ве оставив, дека
во мојата смрт и во моето воскресение, вие ќе видите дека за вас се отвори една нова врата. За Петар се отвори можеби врата да се спаси од тонење тогаш, ама во Исус Христос Бог нас ни даде врата, нас ни подаде рака за да не спаси, суштински да не спаси од смртта, од која што сите ние се плашиме. Која што не парализира. Па што нас не парализира ако не е тоа таквата помисла дека ние ќе умреме и дека после смртта нема ништо и дека сме загубени, дека можеби ќе умрат нашите најмили, дека можеби ова ќе биде една голема катастрофа, не знаеме кого се ќе изгубиме. И знаете што? Тоа е општо човечки страв. Не постои човек кој што тој страв го нема. И Бог во Исус Христос одговори на тој страв. И оние кои што беа со него овде во оваа епизода, во оваа бура, беа со Исус и на Голгота, во бурата наречена Голгота и раснување, смрт на Исус Христос. И посведочија дека тој воскресна. Дека тој беше де факто авторизиран од Бога, дека неговиот живот е вистина, дека тој е на вистина тој кој што за себе велеше дека е. Дека дојде да ни покаже пат и вистина и живот. Исус му подава рака и му вели маловернико. Зошто маловернико? Затоа што претходно Петар виде 5000 луѓе како се нахранија со неколку леба и риби. Виде како Исус оди по вода, самиот одеше по вода и се уште се плаши, се уште паѓа. И знаете што за мене ова е охрабрувачки. Исус не вика сега земи удави се како некој македонец, како некој балканец, па ајде удави се више 100 пати или ќе ти објаснува човек, туку напротив прво му паќа рака и после му вика маловернику, дали разбираш кој сум јас? И дека ти си на сигурно со мене. Не само на сигурно на оваа земја, туку и да умреш, ти ќе имаш вечен живот. И кога влегува, еве го, финалето, и кога влегува во коработ, ветрот престана. Кога влегува во коработ, ветрот престана. А оние што беа во коработ, му пристапија, му се поклонија и рекоа на вистина, ти си син Божи. Многу често ме прашуваат луѓе, добро, кои книги ги читаше за да станеш христијанин, дали положи за да станеш христијанин, како кај вас се станува верник, како се, значи, верувам дека овој текст кој што го прочитавме е всушност отворена врата. За тебе кој што веруваш, да направиш чекор 2, среде бурите во кои што се наоѓа чекор 2 поблиску до Бог и нема да можеш да направиш чекор 2 поблиску до Бога, освен ако не го замолиш да те држи за рака. Да ти помогне да пребродиш низ вакви тешки моменти во твојот живот. Ти си ги знаеш твоите бури, јас си ги знам моите, јас си ги знам нашите бури во моментов. Ова е повик Божи. Зашто бурите ги имало и ќе ги има. И ќе престануваат и за жал нови ќе доаѓаат. Она што не се менува е дека Бог е со нас во тие бури. И дека бурите, иако се опасност, иако се невреме, иако не фрлат на колена, иако ни покажува дека јас и ти едноставно немаме начин да се справиме со нив. Тоа се отворени врати за јас и ти. Без разлика дали прв пат во животот ме гледаш и слушаш проповед или си можеби дел од Евангелска црква Солкрев, на кој што јас сум и дел, на кој што јас сум и дел и сум пастор, ова е прилика да зачекориш. Ова е прилика да го бараш Бога. Ова е прилика твоите бури да му ги предадеш на Бог. Да му кажеш, знаеш што, Боже, ниту имам контрола, ниту знам што правам. Гледам вести, собирам информации од страв, знаејќи дека тие информации можеби или сигурно немаат никакво решение за моите стравови, за ситуација. Ама сега е прилика. Јас и ти да го искусиме Бог. Затоа што да бидеш христијанин не е да полагаш, не е само да читаш Библија, ако тоа го охрабруваме на секој начин. Да бидеш христијанин е да влезеш и да прифатиш ваквата рака на Исус Христос. И да го побараш. Јас сум едноставно благодарен на Бог, јас сум благодарен како што му беа благодарни и овие апостоли, чиито сведоштво денеска, едно сведоштво барем денеска прочитав. Јас сум му благодарен што не ме остава во моите бури. И јас сакам на крај да се помолам. Јас и ти да имаме сила да го побараме Бога, да го побараме Христос да држи нашата рака. Каква е бурата во која што сме јас и ти денес. И да имаме сведоштво како што има апостолите. Да го доживееме Бог, да го искусиме Бог на нов начин, затоа што Бог не е теорема која што се учи на памет, туку е жив, личност, семоќен Бог, кој што не сакаме ни тебе.
Така да, без разлика на бурите, сакам да се помолиме. И сакам да се охрабриме да го бараме Бога. Боже Господе, Ти благодариме што Ти си Бог. Ти благодариме, Господе, што Ти си семоќен и што Ти таа семоќност не ја користиш за некакви екзибиции, туку таков како што си доаѓаш и не држиш за нашите раце, Господе. Во нашите бури. Ти си со нас, Боже. И јас те молам, Боже, за секој ден, а по моментот сме илјадници, не само во Македонија, туку и ни светот. Те молам за секој ден од нас, за секој една бура, како Петар да повикаме, Боже, смилувани се, спасине. И јас сум, Боже, уверен дека Ти ќе одговориш на секој ден од нас поединечно. Ти благодарам што си таков. И што нема никош да не оставиш, ниту да не заборавиш. Амин.